Законот за прекршоци го доби потребното двотретинско мнозинство во собранието. Со 81 глас за и 19 против, пратениците дадоа зелено светло за законските измени, потребни за и официјално да профункционира системот Safe City од 1 февруари. Иако најавија дека ќе го подржат, сепак пратениците од ДУИ гласаа против измените, а против беа и СДСМ и двете крила во Алијанса за албанците. Мнозинството го обезбедија независните пратеници Бејџан Илјас и Илир Демири. Ќе биде потребно на многу места да се донесат нови елаборати сообраќајни кои што се во надлежност на единиците на локална самоуправа и на градот Скопје. Така, еве како пример ќе ви дадам, на излетот од Скопје према Тетово имате сообраќајни знаци дека е дозволена брзина 70, а камерите реагираат на казна после 50 км на час брзина која што е несоодветна. Ние бевме јасни дека законот е противуставен и тоа го искажавме јасно. Извештаите за прекршување не доаѓаат на албански јазик и стравувам дека има уште многу работа за усогласување на знаците, сообраќајните знаци со овој закон. Односно, по 1,5 година ние добиваме ветувања, но гледаме дека ниту едно ветување не се остварува. Овој закон планифицира да се применува само на 3 градови, што е Куманово, Скопје и Тетово. Со овој закон ние ги дискриминираме и нашите граѓани и овој закон пред се не само што не е во синхронизација со уставот на нашата држава и не ги гарантира и еднаквоста, но влегува и приватноста на граѓаните, кој е право на секој граѓан. Иако дадоа подршка, забелешки упатија и од опозицијската левица, откаде побараа казните да бидат скалести, согласно примањата на граѓаните. Очекуваат нивниот предлог да биде вграден во законот за прекршоци во некоја следна фаза на измени и дополнувања. Не може еден човек во Република Македонија кој што зема плата од 500 евра да плаќа иста казна за исти прекршок со човек кој што зема и по 50.000 евра плата, пошто имаме и такви, што значи тоа ќе биде едно од нашите главни барања. Од ВМРО ДПМН уште пред почетокот на седниците упатија критики до СДСМ поради одлуката да не го подржат законот. Од владеачката партија очекуваат со стартот на примената на законот драстично да се намали бројот на жртви во сообраќајните незгоди. Бројката на смртни случаи е намалена од 11 на само 2 смртни случаи во декември 2025 година и јануари 2026 година. Граѓаните со овој проект се заштитени на улиците, а на СДС и останува да тоне со своите деструктивни политики. Со стапувањето во сила на законските измени, наместо опомени како во тест периодот за направените сообраќајни прекршоци, граѓаните ќе добиваат казни. Најпрво ќе започне да се применува во Скопје, Куманово и Тетово, како и на некои делници од коридорите 8 и 10, а до крај на година треба да се прошири низ целата држава.